Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерна прошетка низ Делчево. А за да се реализира ова прошетка мора малку прво да се стави бензин, па потоа. Бидејќи нешто слабо покажува. Ќе зборуваме, значи, само да ставиме бензин. Ето така, не е многу, ама ќе да нема проблеми. Што да резимираме за денес? Го проследивме утрово отворањето практично на настанот во Пекчево Мастерс Телеком Лига. Слушнавме неколку изјави, се до тоа може да го видите во претходно видео на нашиот YouTube канал. На враќање скршнавме кон Работивиште, таму забележавме една малку ризична појава по одминувањето на мостот кога се оди од Работивиште кон Разловци. Од левата страна неколку пати имаме објавувано претходно видео, сега и на друго видео кој ќе го објавиме подоцна за оштетување на патот и некако многу ризично изгледа таму. Ке треба да се преземат некои посериозни мерки со оглед на големиот број на врнежи. Беше ризично. И објавим и краток рилс од Работивиште, навистина убаво изгледаше сликано, снимано од далеку. Што да кажеме друго, бидејќи имаше ТВ пренос на кошарката, не заминавме во Македонска Каменица, возбудувањата главни сутре, борбата за трето место и финалето. Направивме една саботна пазарна белешка рано утрото. Сега би се напили едно кафенце, оти само еднаш пиевме денеска. И направиме прво еден круг, па потоа би можеле да се напиеме. И така би ве поздравиле. Имајте пријатна вечер. Рековме овде повеќе од 40 никако. Почитувајте сообраќајната сигнализација. Секогаш, не само бидејќи често има полиција, туку секогаш. Ќе свртиме овде лево, ќе се исклучиме. Откако свртевме, продолжуваме со разговорот. Студено и оваа вечер. Направивме една мини партија тенис. Двајца родители против две деца. Беше интересно, 4 сета одигравме и навистина сега се чувствуваме малку уморно. Може би беше најдобро после тушот да си легнеме, но еве, решивме да направиме една обиколка. А може би ќе отидеме и до родителите малку да ги видиме. Може би тоа е најпаметно. И да се стоплиме таму, огнот секогаш е најтопол. Милково брдо. Кај Спаско и Вера Спасеви.
таман ќе ни кажат некоја приказна за утрешното одбележување на Прочка. Прочка знаеме, овде се одбележува со палење смреков оган, а утрово кажавме за забраните за палење гуми, тоа останува. Гуми, пластик е друг вид на отпад кој ја загадува околината, така што предупредувањето е никако утре да не се палат гуми во населбата Милково брдо, Расадник, Маџир мало, Звегорска река, каде во минатото имавме најмногу повици, односно најмногу фотографии добивавме од таму. Како се прослава празникот, навистина беа забележливи доста гуми. Што јас знам и сигурен сум дека и сите знаат дека никому не му одговара тоа. Тоа би било тоа. Сега навистина ќе ве поздравиме и ќе отидеме малку да се стоплиме.